Добар ден и добредојавте во уште едно видео на Формула 1 на македонски. Во ова видео Сублимат, збир на сите вести кои одбележа оваа цела измината недела. Имаме одложување на повеќе трки од календарот за сезона 2020. Имаме одложување на новите технички правила кои треба да настапат на сила во сезона 2021. Имаме промена во имплементирање на буџетите кај тимовите, така што ве замолувам, останете со канал Формула 1 на македонски и во следните неколку минути заедно ќе ги продискутираме овие промени. Да не одовлекувам, најпрво ќе започнам со најновите три трки кои се откажани или одложени на неопределено време. Тоа се Шпанија, Холандија и големата награда на Монте Карло, односно Монако. Да не ве буни Формула 1 Liberty, кога ги објавува овие трки како откажани, го користи терминот cancelled пред се одправен аспект во однос на договорите кои ги има со организаторите и спонзорите на тие трки, меѓутоа тоа не значи дека тие се трајно откажани. Можеби, зависно ќе видиме како се одвива целата оваа ситуација со коронавирусот. Многу е веројатно да некои од овие трки кои сега се откажани или одложени на неодредено време да се појават понатаму во вториот дел од сезоната, да се збијат неколку викенди. Рос Браун најави дека можни да се скратат викендите, да не траат 3 дена, туку да се одвиваат само 2 дена, на тоа се заштеди време и пари, така да сите карти се отворени. Се зависи само од целата ситуација како ќе се одвива со ширењето, односно веќе стопирањето на коронавирусот во светот, да се вратат работите во нормала и потоа да се постават некои здрави темели како да се одигра оваа сезона во Формула 1. Видовме дека правилата кои треба да стапат на сила во 2021 година, односно нови сет на нови технички регулации се одложува за 2022 година. Тимовите се сложија да ги користат истите шасии и следната сезона, така да ќе ги гледаме овие болиди кои сега ги познаваме, ќе ги гледаме у најмалку уште 2 сезони, односно остатокот од оваа сезона каков и тој да биде и следната цела сезона. Оние кои подолго следат Формула 1 се сеќаваат дека тимовите години наназад не воведуваат секоја година нов болид, па има на истата шасија и без спецификација и C спецификација, така да најверојатно следната година ќе видиме без спецификации на сите постоечки болиди, ќе имаат тие некои мали промени, меѓутоа тимовите како одминуваат годините, го достигнуваат максимумот на нивните концепти кои се зачнати уште во 2013-2014 година, така да нема да има големи промени со исклучок на тимот на Мекларен, кои со одобрени на сите тимови, сепак ќе го направи тој трансфер од моторната единица на Рено спрема моторната единица на Мерцедес следната година, така да ќе мора оваа постоечка шасија која е дизајнирана околу моторната единица на Рено да биде адаптирана за моторната единица на Мерцедес. Тој е навистина голем зафат, бидејќи архитектурата на Мерцедес и архитектурата на Рено се навистина два различни, драстично различни концепти, така да Мекларен ги чека тука голема работа, но F1 тимовите обожаваат, сакаат предизвик, така да уште еден предизвик ќе биде тоа за Мекларен. Меѓутоа покрај таа промена не очекувам некои други драстични промени и очекувам буквално целиот падок да се збие со перформанси, така што можеби од цела оваа криза и да добиеме две фантастично добри, тесни и неизвестни сезони. Тимовите се сложија, бидејќи Ферарија во карантин, цела Италија во карантин и другите тимови да престанат со работа во своите фабрики во наредните 2 до 3 недели, така да таа летна пауза ние која традиционално ја имаме, ќе ја немаме веројатно оваа година, меѓутоа затоа таа пауза сега е префрлена во овој момент да се искористи оваа кризна ситуација, па потоа сите тимови полека да почнат како ќе се нормализира целата ситуација, така и тие да почнат полека со подготовките. Уште едно прашање кое се наметна е тоа, ако се разлече оваа сезона календарски и во следната година, доколку би се одржале на број сите трки, веројатно ќе треба да имаме некоја зимска пауза, па потоа на пролет да продолжат неколку трки кои беа одложени од оваа година календарска, па се наметнува прашањето дали ќе има предсезонски тестирања следната година, како ќе се изведе тоа. Тимовите се договорија на овие прашања дополнително да се даде време да се размислат, да се исконсултираат. Исто така се договорија дека најверојатно од следната година ќе има и уште повеќе делови кои ќе бидат стандардни, кои тимовите ќе користат идентични делови, да се намали трошокот. Една позитивна работа од се ова е што буџетот, иако најавен да започне оној лимит на буџетот кај тимовите од 175 милиони американски долари, беше најавено да започне од 2021 година со сетот на новите правила, меѓутоа сега правилата се одложени, но не и буџетите, така да ова ќе им помогне на малите тимови многу подобро да бидат спремни
и да многу подобро финансиски да се организираат во целиот овој критичен период, така што со стапување на сила од следната година, од 2021 година, ќе го имаме тој буџет кап по 175 милиони, меѓутоа ќе ги имаме старите болиди со мали модификации, реков веќе ќе има без спецификации најверојатно, така да им дава простор на малите тимови кои немаат голема финансиска слобода да можат навремено да го започнат развојот на болите од 2022 година, а сето тоа ќе донесе добар бонус, би рекол, бидејќи тимовите во 2022 година со новите сетна правила ќе бидат многу поблиску еден до друг, барем тоа така на хартија треба да биде. Тоа е се што би имал да кажам. Сметам дека одлуката за одложување на техничките правила беше вистинска, беше во прав момент. Навистина тимовите и целиот свет не знае како ќе се справува со оваа криза понатаму, така да најдоброто што може да се направи е да се одложат овие технички правила, да не се изложуваат тимовите на дополнителни финансиски трошоци, да им се овозможи на малите тимови да обстанат буквално, да не ги снема преку ноќ. Така да, од мој аспект, исправна одлука на Формула 1, можност за дополнителни 2 драматични сезони пред почетокот на новите правила. Мекларен ќе има голем предизвик, но тоа што е, тимовите во Формула 1 постојат баш за тоа, за предизвици. Кажете ми го вашето мислење, што мислите, дали беше ова точна и правилна одлука на Формула 1 менеджментот, што мислите, како тимовите ќе се снајдат, кога според вас, вашите проценки слободни, би можело наредно да започне сезоната, дали тоа ќе биде во јуни во Азербејџан или ќе чекаме можеби до јули месец. Ги очекувам вашите коментари, голема благодарност до поддршката и се гледаме утре во недела со нова издание на Формула 1 виртуелна трка со Формула 1 2018, играта за PC, така да останете со канал Формула 1 на македонски и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!